Како што веќе најавив, гостин во топ тема е господинот Игор Јанушев, генерален секретар на ВМРО ДПМН, за кој разговараме за повеќе прашања, меѓутоа секако почнуваме од оние актуелните, затоа што денеска топ тема беше своевидната блокада која му се најавува на парламентот, со оглед на тоа што околу 10.000 амандмани, можеби вкупно и повеќе, се поднесени во однос на неколку закони. Добро вечер, Јанушев. Добро вечер, и благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Телма телевизија. Иако да кажам дека беше замислата да ве споиме на еден ТВ дуел практично со генералниот секретар на СДСМ Љупчо Николовски, меѓутоа тој одбра да бидете на посебни интервјуа, а не заедно, така што интервјуто со него колегата Боби Христов ќе го има в понеделник и ете не се реализираше бар за сега тој дуел. Се надевам дека во текот на изборната кампања Николовски ќе се премисли и ќе ја прифати поканата за дуел со вас. Веќе најавив дека главното прашање што денеска се постави и за кое што всушност ве обвини власта е дека го блокирате парламентот. Едната блокада според нив ја прават ДУИ со многуте амандмани за изборниот законник, а и тука вие имате исто така амандмани. А другата блокада е со оној пакет на 5000 амандмани, ако ги изборуваме законот за академии и суди и законот за јавно-обвинителската служба. Дали ви е намерата да го блокирате парламентот за да не може да функционира со оглед на тоа што ќе има техничка влада, или пак ова е само начин да одложите други закони, како што ве обвинуваат можеби законот за одбрана, кој исто така клучен? Видете, во недостиг на реални аргументи, во недостиг на решавање на проблемите на луѓето, а од друга страна со целиот криминал, корупција и неспособност, што е препознатлив знак за ЗАЕФ и оваа влада, единствено што им преостанува е лажни обвинувања кон ВМРО ДПМН и лаги и манипулации пред македонската јавност. Меѓутоа бројките покажуваат дека имате сериозна бројка на амандмани, 4970.000. Тоа никој не го оспорува. Зошто? Бидејќи во 3 години на власт немаат поднесено толку законски решенија колку што имаат во овој момент. Негде над 180 законски решенија, измени и нови закони се предложени. Со дел од овие закони, државата се задолжува по негде над 300 милиони евра. Се оптоварува буџетот, се оптоваруваат фактички граѓаните на Република Македонија. И никој не сака тоа да го види, бидејќи сум сигурен дека во најголем дел од овие законски решенија кои што сакаат да ги протнат на оваков еден шверцерски начин пред формирање на техничката влада и влегување на луѓе од ВМРО ДПМН во техничката влада, на ваков шверцерски начин да ги протнат само за градење, односно продолжување на создавање на клима за лични користи. Ако одиме поред, да почнеме со амандманите или со изборниот законник. Прво ставот и на СДСМ и на ВМРО беше дека не сакаат една изборна единица и измени во изборниот законник наспроти изборите кои би можеле да се случат идната година. Меѓутоа, од друга страна, СДСМ го промени ставот и сега поддржува една изборна единица. Видете, промената на ставот на СДСМ и ЗАЕФ е нешто што го гледаме секојдневно. Тој всушност ги менува ставовите и во рок од 24 сата, можеби и пократко. Меѓутоа, која е вистината? Не е ова само барање на ВМРО ДПМН. Всушност и оние кои што се најрелевантни да се произнесат во однос на изборните процеси, спроведување на изборите од ИХР и ОПСЕ, препорачуваат да не се прави измена на изборниот модел најмалку една година пред одржување на изборите. Ова што сега го прави власта е одење буквално спроти препораките кои што доаѓаат од меѓународната заедница, пред се од Европската унија. Можеби вистинското прашање што треба да се подигне е дали на вистина оваа влада на ЗАЕФ и СДСМ, кои што ЕУ интеграциите не ги вадеше од зборот, дали нивните вистински намери се во таа насока. Видете, ни еден изборен законник, дали било нов закон, дали било измени нистиот, не е донесен во оваа држава без консензус од најголемите политички партии. Овој обид на сила повторно да го направат тоа во собранието, како во многу ситуации во изминатите 3 години, едноставно нема да дозволиме да помине, односно ќе ги искористиме сите механизми за истото да го блокираме и да не дозволиме на овој начин тоа да се направи. Практично ДУИ го блокираше со тоа што има многу повеќе амандмани. До попладневи имаше околу 2000 месечини од нив 100 амандмани.
за предлогот за една изборна Ако не се единица. лажам, околу 6000 амандмани има на изборниот законник. На од изборниот, страна значи на еве 6000 амандмани на изборниот законник. Меѓутоа, факт е дека големите партии до сега барем никакво расположение никогаш не имало да се смени овој изборен законник и Македонија да биде една изборна единица, затоа што според сегашниот Донтов модел добиваат повеќе пратеници, вака би можели и помалите партии да добијат повеќе Видете, пратеници. ние како ВМРО ДПМН апсолутно не ја отфрлам идејата дали тоа да биде нашиот конкретен предлог со 120 изборни единици, дали да биде една изборна единица, дали да има некој поинаков изборен модел, меѓутоа кој е нашето барање? Да завршат изборите, да седнат експертските групи на политичките партии и да договорат што е најдобро да се направи. Да излезете во јавност и да повторувате цело време дека сте за една изборна единица, без при тоа да кажете останатите детали, бидејќи многу детали недостасуваат, дали во таа изборна единица ќе имаме преференцијални листи, ќе имаме какви ќе бидат листите, дали ќе има праг или нема да има праг. Значи, буквално ништо од тоа не е ставено на маса и не е дискутирано и не се видени кои се добрите, кои се лошите работи. Значи, не може овака аматерски, непрофесионално, само за да дефокусираат од останатите теми во јавноста кои што се поврзани со криминал, корупција, со се она што се случува во државава, со непостоење на правната држава, со влијанието врз судството и обвинителството, ова да се користи како дефокус. Меѓутоа, тоа е апсолутно неприфатливо. Вашиот предлог пак за 120 единици и слично, исто така не е доволно објаснет. Кои ви се аргументите во амандманите што вие ги поднесувате? И која е разликата со амандманите на ДУИ? Во секој случај е многу објаснет во однос на ова што го слушаме една изборна единица. Ние велиме 120 изборни единици, мнозински модел, такви и такви листи. Значи, ги содржи сите параметри. Да, се согласувам дека треба да се направи детална анализа, дека треба многу недоречености да се отстранат од истото, меѓутоа како може да го направиме тоа? Тоа може да го направиме ако седнеме, експертски тимови, луѓе кои што во детали разбираат оваа проблематика, да видат кои се добрите и лошите страни на едниот и на другиот, трет, пет можеби предлога ќе има или повеќе, и да дојдат со предлог што е најдобро за оваа држава. Сметате дека Овака треба шверцерски не може да помине. Сметате онака како што се носеа закони за судовите, затоа што да, тогаш работевте како тимови на ВМРО ДПМН и на СДСМ и донесовте одредени закони заедно, кои што требаше да биде донесени со двотретинско мнозинство. Упевска да бидеме реални. Тоа беа закони кои што ВМРО ДПМН ги сработи, а СДСМ ги прифати. Добро, ти е велото обратно. Меѓутоа, еве кога сме кај законите од оваа сфера, законот за јавна обвинителска служба. Тука имате илјадници амандмани. Видете, Законот за академии за суди и обвинители. Суштината на законот за јавно обвинителство е барем во последниот период од неколку месеци, можеби и повеќе од половина година, објаснета милиони, можеби милиарди пати во јавноста. И не отстапуваме од тоа. Зошто? Не бараме ние така речено топла вода да се измислува. Не бараме ништо што е надвор од европската и светска пракса. Добро, кои се клучните амандмани тука затоа што се премногу за да можеме сите и да ги прочитаме? Во ред, меѓутоа во однос на законот за јавно обвинителство, неколку пати сме ги збореле, веќе повторам барем, неколку од нив. Не може, значи, превземањето на вработените од СЈО да биде на начин на кој што они сакаат да го направат. Да, вие баравте преиспитување на нивната функција додека биле во СЈО и што всушност правеле? Тоа е надвор од законот, тоа е работа на надлежните органи. Меѓутоа, не може некој кој што сега е во СЈО да бил на работно место, не знам, со работник, директно да биде унапреден за 2, 3 или 5 скалила. Што со останатите кои што станали работели? Во моментов нема такво нешто и тука е исто така со предвидувањата на законот. Вие укажавте, дел и прифати се да се во однос на укажувањето. Опозицијата да го предлага обвинителот за организиран криминал. Тука мислам дека најмногу заглавивте околу можноста за договор. Не знам што се плашат. За неколку месеци бидат опозиција. Еве, ние дури им предложивме да биде содложно дејство. А видете, нека стапи по 6 месеци, нека стапи по година. Најголемиот проблем е што партиите ги избираат обвинителите. Тоа според мене е најголемиот проблем. Дали ќе биде на предлог на опозицијата или на власта, тој треба да си ја работи независно работата. Се согласувам со вас, апсолутно. Меѓутоа, борбата по секоја цена некој да добие можност да го избира
Да го предлага. Да го предлага, а потоа собранието го избира мнозинството, е навистина си го избира советот. Ставање под капа на повторно на партиите. И тука е прашањето кое дефинитивно можеби со ова се што видовме до сега, дури со Сејо и Катица Јанева, си го поставуваат граѓаните. Се согласувам. Зошто партиите мора да се мешаат во се согласувам со вас и токму во овој сегмент што сега го разговараме ние двајца, и во многу повеќе предлози, детали и конкретни мерки ќе ги содржат нашата изборна програма. Јас само кажувам во овој период, бидејќи не заборавајте дека преговорите за законот за јавно обвинителство почна далеку, односно неколку месеци пред да излезат аферите за СЈО, рекет и се останато во однос на тоа што имавме прилика да го видиме таму. Така да се согласувам дека политичките партии, политичарите треба дефинитивно, ако сакаме да имаме правна држава, да ги тргнат раците од не само од јавното обвинителство, туку од целиот правосуден систем во оваа држава. Една од главните битки ваши на вашата партија е да предложите кој ќе биде начело на обвинителството за организиран криминал. Од друга страна, овој закон е многу битен, тоа беше укажано од Холандија кога не го добивме датумот. Да, разбирам, меѓутоа зборуваме за период кога Зоран Заев не сакаше никако да се откаже од Катица Јанева и кога инсистираше, веројатно се сеќавате неговите изјави дека нема теоретска шанса да се откаже од неа. И кога предлагаше да биде начело на тоа обвинителство. Меѓутоа факт е дека она што се случи, тој ја предложи и самата Русковска да биде на таа функција, со што вие не се согласавте. Нормално дека не се согласуваме. Значи се ова што го видовме изминатите 3 години како политички прогон, кој го води? И ние треба да прифатиме човек кој што не работи својата работа. Каде се истрагите за рекет 2, за вирус, за кеш? 6-7 месеци истражува за рекет и не успеа да видат кои износи се исплаќале на вработените, на роднините на Катица Јанева, на другарите на децата и слично. Вие сте... И до тоа и за тоа нема до сега никаква постапка. Зошто не отворија постапка за МНАФ, зошто не отворија постапка за хеликоптерите, зошто на крај на ден не отворија постапки и не истражуваа за прислушувањето во судовите и во самото обвинителство. Беше најавено дека тоа ќе се случи. Па видете, многу работи се најавени. Зошто никој не излезе сите тие работи и да покрене истраги и да видиме? И сега треба тие кои што не си работат својата работа, зашто земаат плата, ние да го поддржиме? Не. Тоа никогаш нема да го направиме. Ако кажуваме јавно дека сакаме принципијална политика, а не ова што до сега сме го гледале, без разлика кој бил на власт и што правел, не можеме да ретерираме. Всушност, за секој едно прашање за кое што излеговме со јасен став и за кое што кажавме како ќе биде, така ќе биде и во иднина. Ние, како ВМРО-ДПМН, за разлика од Заев и СДСМ, не ретерираме од нашите ставови и не ги менуваме. Во однос на прашањето повторно за избор за јавно обвинителската служба, 4000 амандмани. Ова е целосна блокада на можноста на носење на овој закон. Вие не сакате да се донесе законот. Да, таков сакате да постои старото решение. Од друга страна, воопшто не ви значат препораките од холандската влада дека тоа е едно од приоритетните прашања. Апсолутно тука не се согласувам со вас. Значи не се согласувате и со препораките на Унијата. Видете, јас не се согласувам со тоа дека треба тоа дека се битни овие реформски закони. Значи јас не се согласувам со тврдењето дека е добро дека е подобро се донесе било каков закон или да речам лош закон оваков каков што предлагаат само за да се донесе. Добро, зошто 4000 амандмани? За да не дозволи, видите што друго не останало. За да не дозволите да се донесе закон. Апсолутно, и тоа не го криеме. Јас ви го кажувам јавно, значи тоа е направено за преку така наречен филибастеринг да не се донесе законот. Што друго не простанува кога на таков криминален, на таков шверцерски начин се обидуваат да го донесат. Што треба друго да правиме? Да ги оставиме? Од друга страна, да си гласаат што сакаат? Да, ја негирате и самата Русковска, таа останува, има свој мандат, се додека не се донесе нов закон, незиниот мандат ќе постои, таа ќе биде начело на обвинителството за организиран криминал. Од една страна велите сакаме да го предложиме, тој човек, од друга страна не дозволувате да се донесе законот. Видете, ако не ја разбирам логиката. Јас стварно не знам како поинаку да објаснам, значи ова законско решение е лошо. И не можеме да прифатиме или да дадеме поддршка на лошо законско решение. Тоа не е принципијално, тоа се коси со се ова што го работи во изминативе 2 години како ново раководство на ВМРО-ДПМН. Со кое лице јас ќе излезам пред граѓаните, ако до вчера сум кажувал едно, а денес кажувам друго.
Меѓутоа свесни сте дека во голем број од обвинителства нема обвинители. Да не зборувам дека помалите градови каде што има обвинителство Извинете, работат тоа со и чија грешка е обвинители од тоа? други градови. Значи 3 години се на власт. 3 години. меѓутоа Сакате да ми кажете дека по постоечкиот закон не може да се направи нешто? Може. факт е дека без да имаат положено испити на академијата Па и има, без завршено. еве последна тоа не генерација може пред да неколку се месеци заврши. реализира. Зошто не ги убрзаат постапките? Знаете зошто? Тоа што се неспособни. Тука Тоа што не знаат што треба да направат. А Меѓутоа, тоа го гледаме буквално во секое поле, во секое поре од македонското општество. Еве, вие дали живеете подобро овие 3 години? Дали децата ви ви дишат почист воздух? Дали имаат децата подобро образование? Дали имаме подобри здравствени услуги? Видете, кога сме веќе кај академијата, едно подсетување, вашата сопруга заврши на академијата, тоа беше втора на листата и се велите вие ќе дојдете на власт, нели ќе се откажете ли од вашата кариера политичка ако таа стане судија? Зошто е потребно тоа да се направи? Затоа што кога вие станавте опозиција, имаше одредени функционери чии сопруги биле избирани од судскиот совет на одредени функции и вие бевте први што реагиравте на нив. Значи, јас во моментов сум Сопруги на генерален пратеници. секретар на ВМРО ДПМН. Ниту извршувам некаква државна функција. Не зборувам дека доколку велите ќе дојдете вие на власт. Да, тоа не значи дека Игор Јанушев утре мора да биде на некоја државна функција. Значи, би ја жртвувале вашата политичка кариера за кариерата судска на сопругата. Тоа ве прашам. Видете, тоа сакам, значи се обидам да ви објаснам. Дали јас имам партиска функција или немам партиска функција? Зошто тоа го поврзуваме со извршување на било каква државна Не функција? зборам, ако имате Јас во вие минатото функција во сум иднина. бил на одредени позиции и функции. Тие работи сум ги вршел најпрофесионално. Би се откажале од вложувал. министерско место, би се Видете, откажале од вице-премиерско место. Видете, значи, јас, како Игор Јанушев, сум генерален секретар. Јас, како Игор Јанушев, во моментов сум председател на Републичкиот изборен штаб. Дали утре ќе бидам нешто или нема да бидам, е апсолутно небитно. Ако сакаме ние да градиме држава на професионализам, ако сакаме да ги имаме искористено убедливо најдобрите кадри и кандидати кои што ги имаме оздадени позиции, тоа не познава нити вера, нити националност, нити било каква врска. Тогаш ќе нема непотизам. Не гледам зошто било кој би имало со било кого непотизам, доколку сето тоа е во една нормална, најнормална постапка. Морална, етична одговорност, доколку некој негде се меша, ургира или прави, да, секако дека треба да има. Не зборувам, бидејќи вашите аршини кога сте во опозиција се ви кажувам какви реакции имаше. Знаете каде видете, нормално е кога ќе има реакции, ги користат сите механизми само за да го отцрнат моето име. Како поинаку? Бидејќи се што сум извршувал до сега, доколку имало било каков пропуст, ако имало било нешто што е незаконски, мислите дека јас ќе седев денес овде да разговарам со вас? Не, видете. Па 3000 луѓе ставија по притвори со обвиненија. Во однос на истрагите што ги водеше СЈО. Ќе ме поштедеа? Да, во однос на истрагите што ги водеше СЈО, тие преидоа сега во рацете на обвинителството, републичкото обвинителство и надлежните обвинителства. Ќе видиме како ќе завршат, затоа што постапките се во тек. Меѓутоа, повторно ќе се вратам на многуте амандмани и блокадата што ја правите. Свесни сте за тоа. Дали имате реакција од меѓународната заедница, од амбасадорите овде, за ова блокирање на парламентот? Не, немаме никаква реакција. Напротив, не очекувам ниту да имаме реакција, бидејќи мислам дека нема некој што не е свесен без разлика дали е во Република Македонија или надвор од неа, што се обидуваат да постигнат, за тоа ви кажав претходно. Видете, со законот за суди, за Академијата судијавни обвинители, знаете што сака да направат? Нова кумровачка школа. Не можеме тоа да го дозволиме. Ако до сега се полага врз основа на тестови се проверува знаењето врз основа на професионализам и стручност, сега сакаат тоа да го тргнат, односно да го минимизираат, и главно да биде да се полага пред комисија која ќе биде составена од представници од Министерство за правда, од самата академија, управни, извршни, не знам какви се други неодбори. Зошто? За да можат да си ги пикнат внатре најпогодните кандидати? Видете, кога зборуваме за пикнување, имаш обвинување дека тие беа во опозиција, дека вие како влада пикнавте многу суди и прераспоредивте суди во кривичниот суд дури од други градови. Добро. Па бевте обвинувани дека толку преку тие суди не дозволувате почеток на судење кои беа поврзани со случаи на СЈО. Јас се согласувам значи, со вас зборуваме ние за не така далечно минато. Се согласувам со вас Ако зборуваме за политичко пикнување. Се согласувам за ова ваше тврдење
И можам да се согласам и малце понатаки дека целокупното правосудство е убедливо најслабата карика на која што се сопна сите влади во целата измината историја на Република Македонија. И за тоа треба да биде и мора да биде и после 12 април ќе биде поинаку. Значи ли тоа дека вие секако го прифаќате ветингот, затоа што изгледа дека сите го прифаќаат ветингот на судиите, ама никако да го договорат ветингот на судиите. Стана само популизам, нешто што се вели на дебатите, а зашто всушност ништо не се случува. Друго од СДСМ и ЗАЕФ, Еве и вас ве прашувам, кажете ми конкретно, јас веќе јавно неколку дали ќе направите консензус, ако се договорите партиите, како што побараш Болгар, да направите политички консензус и ги утврдите правилата за ветинг? Значи, јас веќе неколку пати, барем 2 пати јавно кажав дека ние се согласуваме со ветингот. Она што го слушнавме од амбасадорот Жбогар беше дека ветингот не треба сега да се прави, туку треба да се прави после изборите. Од друга страна, го гледаме ЗАЕФ како се обидува неуспешно, морам да кажам, да маневрира, бидејќи прво беше за ветинг, па не беше за ветинг, на крај да кажува дека ЕУ е против тоа, не дека он е лично, за на крај да дојдеме до вчерашната изјава дека не треба да се прави ветинг, дека има таму само неколкумина судии кои што треба да се проверат. Значи, тлото под нозете им е апсолутно изгубено, вчера веќе не знам буквално. ЗАЕФ дека е потребен ветинг и ги најави и па, на добро, кој може би начин денеска тоа би се случило. ќе... Меѓутоа, ако збориме за Жбогар, еве го цитирам, ветингот секогаш е последна опција, вели тој. За ветингот има еден предуслов, тоа е консензус со сите политички страни. Очигледно дека не сте ни седнале да разговарате заедно. Тоа е последното решение и во моментов не гледаме дека има потреба за такво нешто. Пораката е дека вие не сте постигнале политички консензус и затоа сметаат дека нема потреба за такво нешто се уште. Не гледам тука дека баш заради изборите треба да се одложи прашањето. За правосудството се споменува барем јавно во последниот период од можеби не повеќе од месец дена. Значи, во владата, во ЗАЕФ и до СДСМ е топката. Тие се тие кои што треба да иницираат, да предложат. Значи, цело време се зборува за ветинг. Никој не најде за сходно да каже за какво ветинг зборува. Меѓутоа, еве тој кажа дека ќе се проверуваат имотите на судиите. Што подразбираат под ветинг? Дали станува збор само за финансиски ветинг? Никој не го кажува тоа. Значи, повеќе, како што сами кажавте, е гол популизам за да се обидат да дефокусираат од реалните теми и од пропустите, криминалот и корупцијата кои што прават ништо друго. Ќе ве вратам назад во времето. Една од првите работи што ги кажа ЗАЕФ, која што изгледаше навистина чудно, беше дека ќе има промени во судството и тој го најави ветингот тогаш кога дојде на власт. Значи не го кажа моделот, меѓутоа го најави. Се стави да биде на чело на телото за судски реформи. ВМРО никогаш го немаше најавувано. Затоа што ВМРО-ДПМНЕ тоа што го ветува го исполнува за разлика од ЗАЕФ. ЗАЕФ излегува, кажува, лаже, се негира, си го менува ставот. Тоа е единственото што го прави. Факт е дека во ваше време, во владење на ВМРО-ДПМНЕ, истрагата покажа дека се злоупотребувала АКМИСот за да се наместат случаи кај судии кои се подобни да ги водат тие случаи и така натака и така натаму. Чувствувате ли одговорност за тоа? Затоа што ми рековте, да, се согласувам, пред малку рековте дека се правени, не го наведовте овој пример, меѓутоа дека имало работи и мешање на политика. Во сите изминати години од постоењето на Република Македонија, независна и суверена од 91-ва, сите влади се сопна на правосудството. Апсолутно нешто што никој не успева да го поправи, да го воспостави на вистински темели. Со ова се дистанцирате од ВМРО-ДПМНЕ во тоа време, ВМРО-ДПМНЕ на Груевски по негово раководство? Немам потреба да се дистанцирам, само кажувам дека дури и во тие десетина години во владење на ВМРО, дека не сме успеале како партија да воспоставиме здрави темели во правосудството. И тоа немам проблем. Веќе трет пат ви го кажувам само сега во емисијата. Еве јас како пример ќе го наведам тоа што го кажа денеска Здравев, председателот на Советот на судии, кој што кажа дека граѓаните отвориле дека вака Здравев вели дека оваа година граѓаните побарале одговорност од дури 75 судии за разлика од лани кога овие барања биле десетина поради можноста директно да се обраќаат. Значи факт е дека само се зголемува барањето на одговорност на судиите, меѓутоа се укинаа па некои тела кои што исто така бараа одговорност од судиите. Цело време слушаме во јавноста многу овакви и слични изјави, и тие се користат, пак ќе кажам, како гол популизам и дневно дефокусирање од реалните теми. Никој не поведе нити постапка, обвинителството спие, судскиот совет спие, значи никој не поведе постапки да докаже, еве,
се случило, некој не постапувал, без разлика во кое време бил назначен и кога. И па Може би добро бил е. 30 години, 40 години Се судија. чека целосната постапка за председателот на Врховен суд Вангеловски. Еве 6 месеци не е таму. Така? И што имаме од тоа? Ништо. Значи неспособни се, значи излегува, може би е така, може би не е така. Не знаеме. Значи тоа се обидам да ви кажам, значи буквално нема пора во македонското општество, нема институција која што не затајува својата работа. Сите до еден. Зошто? Затоа што се неспособни. Дали ова ќе ви биде една од главните работи, менување на реформи во правосудниот систем во изборната програма? А веќе најавивме 3 столба, едниот од три столба ќе биде нулта корупција и владење на правото, во вистинска смисла на Ќе зборот. ви биде малце тешко со оглед на отворените никој не процеси вика, против никој нема... функционери кои што биле од претходната влада на ВМРО ДПМН. Јас не знам колку пати ова сум го кажал јавно, меѓутоа еве, веројатно се уште интересно да го прашувате, без разлика кој е. Без разлика од која партија, дали е ВМРО, СДСМ или не знам која друга. ДУИ, Алијанса, БЕСА, без разлика. Без разлика дали е македонец, албанец, бошњак, турчин, србин, ром, небитно. Без разлика која религија. Ако го сгрешил и ако се огрешил пред законот и пред уставот, треба и мора да одговара. Значи ли тоа дека нема и не да ги... гледам зошто тоа би представило проблем за било кого, доколку на вистина сакаме да воспоставиме ред во Да, државата. меѓутоа дали значи дека нема да ги ставите на пратеничка листа оние пратеници против кои што се водат отворени истраги, што биле во СЈО па прешле во редовното обвинителство и слично? Видете, да си играме сега предпоставки, не би сакал, мислам, не сериозно ќе биде. Од друга страна, процедурата интерна партиска веќе си е започната, си вршиме мерења на рейтинзи, си спроведуваме анкети, го скенираме теренот за многу брзо, за негде 2-3 месеци, најмногу од сега, ќе ги поднесеме кандидатурите, ќе имате прилика сите да видите кои луѓе ќе бидат на листите. Иако мислев побудосно да зборуваме на оваа тема, меѓутоа кажувате за известно време, тоа е веројатно по празниците, ќе треба да ги дознаеме имињата на министрите што ќе ги стави ВМРО ДПМН во владата. Ќе ги дознаете. Тоа се министр за внатрешни работи, министр за труд и социјала. Еве да почнам од така и дополнските во финанси, информатичко општество, администрација и земјоделие. Да. Дали имате листа на кандидати за иден министр за внатрешни работи и кои се? Нормално дека имаме за сите 5 министерства, нормално дека размислуваме, анализираме, Што согледуваме. покажуваат рейтинзите? Кој би бил најдобриот иден министр за внатрешни работи? Па ќе дознае целокупната македонска јавност негде таму на трети или пред трети. Значи на трети мора да дознаеме. Меѓутоа Истото ви го кажам, на трети или пред трети. Да, дали тие луѓе се внатрепартиски луѓе кои што се членови на партијата или повеќе ќе одите еве за овие две министерства труд и социјала и внатрешни работи на експерти, професори и слично? Убеден сум Кој има дека... предност? Еве бар кажете нешто, Значи, не може да не знаете ништо генерален секретар. Јас не ви реков дека не знам, јас само ќе ви кажам дека луѓето кои што ги сметаме дека се најквалитетните, дека можат најмногу да дадат и можат најдобро да си ја завршат работата во дадената функција, дека тоа ќе бидат луѓето кои што ќе ги предложиме на 3 јануари собранието да ги избере да бидат дел од техничката влада која што треба да се погрижи за фери демократски избори во април. Имавте можност тоа да го направите со претходна техничка влада, па не бев убедена дека ги избравте на вистинските кадри, особено во секторот за внатрешни работи. Дека на 3 од кога ќе ги предложиме ќе излезете и ќе кажете дека сега сте убедена дека сме ги предложили вистинските. Дали имате джендер баланс, односно дали жени ќе предложите на овие места не заради балансот, туку заради нивната способност и како котираат жените кандидати за министерски функции? Жените, како и секогаш, имаме една одлична, можеби најака убедливо организација на жени, тоа е Унијата на жени, која што функционира како дел од партијата. Не, меѓутоа дали во овие 5 можности за министри ќе има и жени? Ќе почекаме до 3. Или ќе биде тоа машка? Ќе почекаме до 3 јануари. Да помене тоа машки удел. Се е во игра, така да уште некои 2 недели имаме за да ги дознаеме. За да ги конечно утврдите или веќе немате дилеми? За да ги дознае македонската јавност. Значи веќе сте ги утврдиле?
Јас не го кажав тоа. внатре во партијата. Добро, сега ја не можам со сила да ве натерам да ги кажете имињата, очигледно дека сте решиле. Јас ви кажав дека да не ги и пред кажувате. емисијата дека нема да ги споделам во јавноста сега. Добро, веројатно и малце ги штитите со тоа од критика или можеби истражувачко новинарство, кои се ликовите кои што ќе застанат на чело на Ќе оставиме министерство. вака уште некои 2 недели малце повеќе подгревање на сите шпекулации во однос на сите. Исто така и финансии. Па мора да биде ресорот. малце интересно. Добро, а што се однесува, повторно ќе се вратам на законите. Уште еден закон за кој што синоќ овдека се дискутираше жестоко беше законот за одбрана. Еден од битните закони, затоа што ние треба со ратификацијата во шпанскиот парламент веќе да влеземе во НАТО, а од друга страна го немаме донесено еден од клучните закони што се потребни во однос на реформите. Зошто упорно сакате да го блокирате тој закон? Да бидам искрен, не сум доволно запознат со предлог законот за одбрана. А вчера, еве, вашата да... пратеничка кажа заради името на армијата, една од причините. Да, една од причините таа, бидејќи знаеме сите што се случува во изминатиот период со законот за јазиците, со препораките од Венецијанската комисија и слично. Видете, никогаш нити сме биле, нити ќе бидеме како ВМРО-ДПМН против интересите на граѓаните. Всушност, за да се избегнат сите оние манипулации кои што се обидува за ЕФС да сме да ги пласираат и всушност и предложивме за да не излеземе повторно со обвинување од нивна страна дека сме нели у наводници кочничарите и предложивме дајте сега да го донесеме законот за ратификација со одложно дејство, доколку навистина некој смета дека тоа е било проблем, бидејќи веќе имаме воспоставено пракса дека собранието може во итни и неодложни ситуации повторно да биде свикано и тогаш да се изгласа. Така да таквите небулозни тврдења мислам дека не одат во прилог на никого, напротив, јавноста е доволно, македонските граѓани се доволно свесни да можат да ценат дали е тоа така или не. Меѓутоа, вие сте очигледно свесни дека реформи се потребни, дека законот за одбраната е битен закон, дека треба во иднина да го зголемуваме процентот од буџетот наменет за армијата, дека треба да настанат можеби некои суштински промени не само во законот за одбрана, законот за агенција за разузнавање, на пример, согласно НАТО стандардите и слично. Така е, тука се согласувам. Ако гледаме од тој аспект, безбедносен аспект. Особено ако видиме од аспектот како беше направена селекцијата, како беа примени луѓето во АНБ, имавме изјави од првиот човек таму дека тестирањето не било спроведено бидејќи немало кој да го спроведе во државата, дека меѓутоа имаше представници од ВМРО-ДПМН, пратеници учествуваа во комисијата. Кој на крај се повлекоа и кажа ова не е во ред, што се прави. Меѓутоа откако ја имав впечаток дека можеби меѓупартиски се договоривте кои луѓе ќе влезат, кои не. Впечатоците нели се лични и можеби се повеќе или помалку и субјективни. Објективноста, односно реалноста е нешто сосема друго, бидејќи таму реално е дека она што е по закон пропишано не се спроведе. По закон беше пропишано да се изврши тестирање на сите, не се изврши. Дека требаше да се направи полиграфско исто така тестирање, не се направи. Кое беше објаснувањето? Немало доволно време. Кој е крив за тоа? Опозицијата е пак крива за тоа. Затоа што се неспособни. Да, требало да се испланираат, требало да се ангажираат. Вече си во целиот процес на крај се повлекоа кога кога видоа дека едноставно не може така. Меѓутоа еве една можеби не го знаете овој податок, Ременски цело време зборуваше за некој досие кој е било земено од нејзиниот дом и кој криело службена тајна, државна тајна, се работело за припадници на УБК кои што работеле надвор од државата, во други земји, а за интерес на некоја друга служба со која што нашата служба соработувала и тоа се случувало да потенцирам во УБК. Времето и тајмингот на почеток на ваквите нелегални активности, бидејќи вршат акции надвор од Македонија, ако навистина е така во досието, што го открила внатрешна контрола, почнала во време на ВМРО-ДПМН. Добро. Дали некогаш во партијата се разговарало за вакво нешто? Дали луѓето од УБК некогаш известиле или сте имале сознание за вакво нешто? Мислам дека не само што е несоодветно, туку е упатено на сосема погрешен човек. Мислам прашањето. Меѓутоа прашувам заради тоа што се случувале и во време на ВМРО-ДПМН. Вие не бевте во друга партија во тоа време и не бевте толку небитни. Јас сум во ВМРО-ДПМН веќе повеќе од 20-21 година. Генерален секретар сум речиси 2 години. Дека некој од ВМРО-ДПМН
праќал агенти Не од зборувам од ВМРО ДПМН. УБК или од ДБК или од не знам каде за да оперира во странство за да како се вика соработуваат со странски служби ми е како не знам филм со Джеймс Бонд. Добро, значи јас само прашам со оглед на тоа што за сериозни теми да разговараме. Во време на владење на ВМРО ДПМН и министерот за внатрешни работи беше од ВМРО ДПМН, првиот човек на тајната служба беше од ВМРО ДПМН и не е нелогично прашањето да ве прашам дали вие сте имали сознание за така веројатно ако одиме по таа логика, логично да ги прашаме Оливер Спасовски и екипа на УМВР, бидејќи сите се од СДСМ. Дали сега праќаат, мислам, стварно е... Ги прашавме нив, пред малку ви кажав, секој што се огрешил пред устави и закони, работел спротивно на тоа што е пропишано, треба да одговара. Во однос на прашањето од безбедниот сектор не ми е ни намера, освен ако не претендирате да станете министер за внатрешни работи. Ако ќе станете или не, за да знам дали да продолжам со прашањата од 3 јануар е многу близко, еве сега е за 2 недели. Бидејќи веројатно треба да ве подготват за таа функција. За 2 недели. Со оглед на тоа што не сакавте да ми одговорите на ова прашање, можеби нема да бидете министер за внатрешни работи. Нема да бидам, сум го кажал тоа јавно. Еве, по не знам кој пат вечерва, претседател на Републички изборен штаб сум фокусиран со себе, а со целото моје действување во изминатиот период и во идниот период нормално што предстои сега, на што е можно поголема победа на предстојните избори. Ке зборуваме во вториот дел од емисијата и за носителите на листите и слично, меѓутоа да го завршам блокот на прашања кои се однесуваат на односите меѓупартиски, меѓутоа и повторно се враќам на судскиот систем. Денеска Алијансата ве нападна заедно со ДУИ дека имате коалиција, а и претходно и медиумите пишуваа кога станува збор за избор на суди, назначување во судски совети и слично. И тие дадоа два примери, сега да не ги цитирам, поранешни високи функционери на ДУИ, како вие и сега членови на Уставен суд, како вие гласате за тие членови, гласате за кандидатите на ДУИ и дека има една судска коалиција, тие ја нарекоа помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМН, кога станува збор за блиски кандидати на ДУИ. Зошто еве така, како што вели Алијансата, да бидам искрен, ви гласате нивните членови? Не ни знам за што точно зборувате. Не знам дали сте запознати, например, според денешната пресконференција на Алијансата, близок кандидат на ДУИ, Селим Адеми, бил експресно избран од Комисијата за избор и именувања, која што ја води Илија Димовски, целосно поддржан од пратеници на ДУИ, СДСМ и ВМРО ДПМН. Се постава прашањето дали се избра за втор пат за иста позиција и воедно какви реформи ќе очекуваат од него граѓаните, не е битно. Повторно наведува уште еден таков пример, каде што вие сте гласале за нивни кандидати. Прв пат го слушам, сега во емисијава, како и веројатно целокупната македонска јавност, ова навистина, освен за небулозни, не ги гледам, не можам поинаку да ги гледам овие тврдења, така да... Можам само да демантирам дека апсолутно не станува. И го ставија и во контекст на аболицијата од Иванов, меѓутоа и тоа дека никогаш не беа обвинети функционери на ДУИ, кажав, јас верувам дека ова им е исто така од предизборна риторика, меѓутоа еве ќе се обратиме и до председателот на Комисијата за избор и именување и ќе видиме кои ваши пратеници гласале всушност за назначување на кандидати на ДУИ, што не е нелегално и незаконски, меѓутоа ве обвинува дека тоа идат и јавно. Меѓутоа фактот од друга страна ако збориме со политички речник, логичен на опозицијата албанска е дека ако ДУИ го блокира изборниот законник со волку многу амандмани, а всушност тоа е спротивно од она што го прави СДСМ. А ако ДУИ вели дека законот за јазиците нема да се менува, ќе остане ваков каков што е и покрај препораките на Венецијанската комисија. Односно дека ќе ги сослушат и ќе се обидат да ги имплементираат, меѓутоа преведено дека не би сакале никакво менување. Ако вчера побараве Артан Груби од ДУИ повторно за се да се прашуваат албанците, тоа ќе стои во нивната изборна програма. И затоа можеби позицијата албанска вели дека начели тоа некаква коалиција предизборна или намигнување помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ. Видете, многу пати јавно сум го коментирал тоа. Вратите се отворени за секого. Ние имаме контакти буквално со сите политички субјекти. Изборите ќе завршат на 12 април. Било која албанска партија, која што нормално ќе има добар резултат на изборите, кој истовремено ќе биде подготвена да
да го прифати принципелниот став кој што ние го имаме, да кажам, зациментирано и забетонирано. Сите оние кои што ќе прифатат програмата, односно нашата визија и гледишта каде треба да се движи Република Македонија во следниве барем 4 години, ќе биде добре дојден да ни биде партнер во следната влада. Било какви уцени, било какви заткулисни игри не прифаќаме и нема да прифатиме. Тоа го направивме и во претходниве 2 години и им докажавме на граѓаните дека од тоа нема да отстапиме. Така да било какви шпекулации за сега од старт, за било какви намигнувања или предизборни договарања, апсолутно ги отфрлам како такви. И кога сме веќе кај сетот закони, да не заборавам да го споменам законот за употреба на јазиците, веќе кажав какви се имаше на почетокот спротивставени изјави помеѓу премиерот и вице-премиерот. Беше првата изјава на Заев дека ќе постапат согласно препораките на Венецијанската комисија. Потоа ретерираше составот во однос на ова прашање и последното е дека ќе се разгледаат сите препораки, ама очигледно е дека тоа нема да се случи во ова, па верувам ниту во техничката влада, можеби некој друг пратенички состав тоа ќе го прави. Прашањето барем во моментов е многу комплексно и не само во контекст на законот за јазици, туку и во отварањето на преговорите со ЕУ. Не заборавајте дека во нон-пейперот на Франција, кој што веќе го разгледуваат и треба да се изјаснат и останатите европски држави, меѓутоа барем првиве сигнали се дека во оваа насока која што коментирам дека ќе бидат позитивни, тоа е дека ќе биде задолжително за сите идни земји со кои што ќе треба да се отворат преговорите, е задолжително да ги применуваат препораките од Венецијанската комисија. Ако го знаеме тоа, и ако ги гледаме како Заев и Дуи идат контра тоа, се поставува прашањето дали тие сериозно се за да пристапиме кон Европската Унија и дали целата оваа шарада што ја гледавме во изминативе 3 години беше само тоа шарада. Бидејќи не може вие да тврдите и да ви биде главна реторика ЕУ и кога на крај ЕУ ти вика дека ова мораш да го направиш, бидејќи ти е спротивно на уставот и дека не правиш тоа што треба да го правиш, односно не правиш никакви реформи, направи го, ти викаш, не да го правам. Меѓутоа, ако зборуваме сега претходно ви го поставив прашањето за, нели, ако победите ќе треба да коалицирате со партија на албанците. Меѓутоа, факт е дека со ваква една реторика настапивте со слични на претходните избори и на председателските избори, дека не добивате симпатии ни кај било која партија на албанците. Не зборувам само за законот за јазиците, зборувам и за прашањето на името. Па дали ќе се редефинира преспанскиот договор и слично, прашање што веќе сме ги разговарале со ВМРО. Со ниједна реторика ниту сме навредиле, ниту сме биле против, ниту посакуваме, не дај Боже, нешто лошо на било кого од било која националност или вера. Меѓутоа веќе дојде на ред да гласате за тоа дали ќе се сменат униформите во полицијата. Зашто нема венецијанска забелешки? Од самиот старт. Значи јас лично, знаете, веројатно сте пратели, сте гледале, бидејќи беше актуелна тема, најмалце 20 пати излегов и ги повикав. Не го носете на ваков криминално-шверцарски начин. Повлечете го да седнеме, да се договориме, законот не ви е уставен, да биде уставен. Никој не е против. Што направија? Еве до каде донесува државата. Да, Венецијанска комисија даде забелешки, сериозни, пред се кои се однесуваат на владење на правото. Не може истовремено да тврдите дека вие сте за правна држава, за владење на право, за почитување на устав и закон, истовремено да го кршите и уставот и законот, истовремено со тоа законско решение, кој што сите укажуваме дека се уште толку руинира и се кршат темелите и на таа каква таква правна држава, истовремено одите контра тоа што ви кажуваат дека мора да го правите за да ги отпочнете преговорите со ЕУ, истовремено тврдите дека сте за ЕУ. Видете, во текстот на Венецијанската комисија вели дека нема подготвено се уште за тоа да се реализира, меѓутоа еве, нема забелешки на тоа дека униформите на полицијата треба да бидат примерно двојазични.
А вие очигледно имате и против тоа, тоа вие не би го гласале тоа. Само што почнав да ви го кажувам тоа, значи нашите експертски тимови работат на она што е све во забелешките на Венецијанската комисија, го припремаат тоа во форма нормално на амандмани, во оној момент кога ќе бидеме спремни со целокупниот материјал, ќе излеземе, ќе информираме македонската јавност, истото ќе го поднесеме во Собранието на Република Македонија. Пауза за реклами и во вториот дел малце повеќе ќе разговараме за оно што всушност вие повеќе работа, тоа се работата на генерален секретар на партијата и организирање на изборите. Продолжуваме со интервјуто со Игор Јанушев, генерален секретар на ВМРО-ДПМН. И со оглед на тоа што реков дека сега ќе ве прашувам повеќе за оно што вас ви е работа, вие сте и председател на изборниот штаб на партијата. Првото прашање ми е, се уште се сомневаме дали во тој датум што е најавен ќе се одржат изборите или не. Дури самиот председател покажа негодување во однос на дали има шансе за одлагање на датумот на изборите. Видете, со оглед на тоа кого имаме од другата страна, тој Заев, кој што секојдневно по неколку пати си ги менува мислењата и ставовите, веројатно се е очекувано. Меѓутоа треба да се согласите и вие на такво нешто, не може да смени само. Меѓутоа воопшто не ни размислуваме на тоа дека на 12 април нема да има избори. Јас сум убеден, повеќе од убеден дека избори ќе има и на тие избори има само единствено можно сценарио, тоа е ВМРО-ДПМН да победи. Кажавте дека програмата ви се фокусира на 3 столба, една од нив е правосудството. Меѓутоа, факт е и тоа дека многу работи се пишуваат во изборните програми, а не се реализираат конкретно. Она што им е битно на граѓаните е како живеат. Ако зборуваме за тоа што не може да излизат надвор заради загаден воздух. На ВМРО-ДПМН морам да ве прекинам, може да му се забележи можеби за многу работи било кога кој биле на власт, меѓутоа едно е сигурно, секогаш тоа што било во изборната програма пишано како проект, истото се реализирало. Да, како Скопје 2014 на пример. И дури да е лош проектот мора да се реализира со оглед на тоа дека бил амбициозен. Да спориме во однос на тоа дали некои работи на некого му се свијаат или не, дали требало или не. Меѓутоа се она што било ставено во изборна програма на ВМРО-ДПМН, дали е тоа патот Милодиновци-Штип, дали е автопатот, дали е тоа Гевгелија Смоквица, водоводи, канализации и се останато, секогаш се било реализирано. Во однос на зголемување на пензии. Да, сега да не правиме, нели, имате време за митинзи, ова ќе озборувате. Меѓутоа, по што ќе се разликува оваа изборна програма? Што ви е приоритет? Приоритет ни се 3 работи. Она што веќе го кажав, што веќе јавно го споделивме, е владењето на правото и нулта корупцијата, со еден сосема поинаков пристап за кој што веќе 2 конкретни предлога дадовме, кои што за жал СДСМ и Заев не ги прифаќаат, бидејќи не им одговараат нормално, а тоа е буквално забрана за секој кој што е амнестиран, односно аболиран, да се бави со политика. И вториот предлог кој што беше исто така во таа насока да се провери потеклото на имот буквално на сите кои што се занимаваат со политика. Добро, ова последново и не е нереално, второто е дискутабилно со оглед на тоа што по знак прашање самото помилување што ги даде Иванов и ќе видиме тоа како ќе заврши. Не е по знак прашалник, ако донесеме такво нешто, сите оние што биле, не биле од Иванов, од Црвенковски, од Борис Трајковски или Киро Глигоров, Бог да ги прости, значи нема да се занимаваат со политика. Тоа е реалност. Ако решиме дека ќе донесеме таков закон и дека луѓето кои што се помилувани од страна на било кого или во било која постапка на било кој начин, нема да се занимаваат со политика. Вие сакате да му да речем условно речено, оневозможите на Заев да продолжи со својата политичка кариера? Не, сакаме да кажеме дека мора покрај или на систем, или на промена на систем. Зборуваме за систем. Значи да, има некои работи кои што се поврзани со одговорност пред закони, дали е законски или не е законски, меѓутоа има некои работи кои што се морални и етички. Да, може би вие ќе се спасите од затвор за тоа што некој ќе ве помилува, меѓутоа не може да продолжите да се занимавате со политика, да ги представувате и да ги водите граѓаните. Тоа е недозволиво. Добро, во вакви услови, да. Вториот сегмент на кој што ќе се фокусираме е целосна дигитализација. Бидејќи сметаме дека само со таквиот пристап ќе придонесеме буквално во секој пор од општеството, почнувајќи од економијата до јавната администрација, да се воспостави, да се почне да се воспоставува
ред. Секако дека главниот фокус ќе биде на економијата и економските теми исто така. Тоа ви е третиот столб. Она што ги мачи граѓаните е екологијата. И никој не сака ниту очигледно многу да се занимава со прашањето на екологија. ВМРО ДПМН некако кога почна маглата, па почнавте да се будите вие од зимскиот сон, па почнавте да излегувате со вашиот портпарол на улица, па да кажувате колку е загадено, бевте на власт, беше исто така загадено. И сега ќе речете да Коце Трајановски направи тој и тоа во град Скопје, Шелегов не прави, меѓутоа не би сакала на тоа да се задржам. Моето основно прашање е дека граѓаните очигледно сакаат да живеат убаво во својата микросредина, во нашето мало, истиот воздух го дишеме и јас и вие, вашите деца и моето дете. Меѓутоа имам впечаток дека како опозиција не обрнувате апсолутно доволно внимание на ова многу битно прашање за граѓаните. Зошто? Видете, не се согласувам дека не обрнуваме внимание, напротив. Мислам дека буквално нема некој од ВМРО ДПМН кој што не излегол да зборува на оваа тема, не ги користи социјалните мрежи на оваа тема. Меѓутоа во ред можеби не сте виделе, не е тоа тема на мувет. Што е главното тука прашање? Што со овие теми, особено во однос на загадувањето и алпскиот воздух, кој што ќе го донесеа, тие успеа СДСМ и ЗАЕФ изборите 16 и локалните 17 да изманипулираат и да излажат голем дел од граѓаните, особено во поурбаните средини, каде што е најголемо загадувањето во големите градови. Она што можам во моментов да го споделаме е дека буквално се што во овој момент работиме и што ќе биде дел од програмата, ќе биде реално стварливо. Значи да излеземе, јас сум убеден дека ЗАЕФ, дека повторно ќе излезе сега и ќе зборува дека ќе го решат загадувањето, дека за 2 години или за година нема да има загадување. Слично меѓутоа ќе биде која ќе биде разликата? Разлика биде во тоа што граѓаните ќе знаат дека ги лаже. Бидејќи секој што ќе каже дека за година, 2 или за еден мандат од 4 години загадувањето ќе биде на нула, значи тој ве лажи, на тој човек не треба да му верувате. Да, битна е каква стратегија ќе имате во програма. За режим, а тој е 3 години на власт. Ќе видиме вие што ќе имате во вашата програма по ова прашање. Верувате дека во однос на ова прашање ќе бидете изненадени од тоа што ќе. Се надевам. Прашањата за крај се однесуваат на организацијската поставеност, меѓутоа и на луѓето. Очигледно е дека на некој начин се одлепивте од почесниот председател, од неговото значење, од минатото, сакате да дистанцирате од сето она што се случувало во минатото. Како ќе ги позиционирате носителите на изборните единици? Од колку тоа ќе бидат луѓе препознатливи низ годините од ВМРО ДПМН или тоа ќе бидат нови, млади луѓе? Носителите повлекуваат сепак гласови. Видете, јас предмал се ви кажа, во моментот ги правиме внатре партиските анализи, мерење на рейтинзи и слично. Оние кои што ќе имаат најголем рейтинг, оние што ќе бидат најдобри и најприфатливи од народот, тие ќе бидат на листите ставени, тие ќе бидат носители на изборните единици. Еве конкретно, дали во единицата ќе биде носител Гордана Силјановска, вашиот кандидат за председател? Кога ќе ги завршиме, тогаш ќе можеме и да ги објавиме. Ако Гордана Силјановска е најсоодветна за на тоа место, ако незиниот рейтинг е најголем во соодветна изборна единица, ако луѓето ја прифаќаат и препознаваат квалитет, честност, работливост во низе, тогаш зошто да не? А ако има некој друг кој има подобри карактеристики во овој сегмент што ги кажав, тогаш ќе биде тој што има подобри. Дали вие ќе бидете носител во единицата кај што сте, вие сте Велес? Ама истото е и за, видете, не се битни во ова нашите лични аспирации и желби. Сите ние си имаме амбиции, сите ние можеби се гледаме и тоа е нормално, така функционира. Дали ќе остане воопшто некој од претениците што биле? Ако некој има добар рейтинг, ако некој народ го препознава како квалитет, како професионалец, не гледам причина да не остане. Дали вие ќе ставите на листите и луѓе кои што долги години се пратеници во ВМРО ДПМН? Факт е дека имавте една група што на некој начин нели се одметна, верувам дека претпоставувам дека нема да ставите никого од нив, меѓутоа дали долгогодишни пратеници на ВМРО ДПМН не се ни членови дали пратеници од поранешните состави ќе ставите и колков е процентот на такви пратеници кои ќе бидат ставени на листата? Види Лупевска, во моментов го правиме ова што ви го кажав. Буквално во секој град има
под најмалце 7, 8, 10 луѓе негде по поголемите места и повеќе кои што се ставени на анкети, им се испитува како се вика рейтинг, им се испитува кој е јавното мислење за нив. Дали некој претходно бил на одредена позиција, дали пратеник, дали нешто друго, или не бил, апсолутно не игра улога во тоа. Или народот препознава во овој квалитет. Меѓутоа, ако е непрепознатливо има, нема да го препознае кој е. Значи, прашувам, сепак тоа треба да бидат луѓе, дали се експерти, дали се професори, луѓе кои што ги познаваат во таа изборна единица. Ако некој од изборна единица 4 од Прилепка, Вадарци или не знам Струмици или другите помали градови, ако правите испитувања во Скопје, веројатно нема да го знаат. Не зборувам во нивната изборна единица треба да бидат препознатливи, тоа ми е нормално дека ќе ги препознаваат. Апсолутно не, тоа е работата што сепак од една страна, пак ќе кажам, сакате да се дистанцирате од минатото и верувам дека ќе понудите и нови млади ликови, луѓе кои што... Видете, кога зборуваме за минатото, имаме минато од 90-тите, имаме минато од 98-2002. Не, зборувам за блиското минато. Значи имаме 30 на години минато. Меѓутоа, ако некој бил на одредена позиција во минатото, тоа не значи по дефолт дека тој човек треба да биде сатанизиран, дека тој е лош, некадар, непрофесионален, не за вас нестручен е битно дали во партијата го сатанизирате или не сега. Видете, јас немам апсолутно потреба никого да сатанизирам. Или сте колкав добри процент или ќе не сте останат од добри. претениците кои што сега се еве во овој претенички сустав? Тоа сакам да ви кажам, значи од кој ќе завршиме анализата, од кој ќе ги погледнеме бројките, можеме да зборуваме за тоа. Кога би го направиле, кога би можеле? Претпоставувам дека најрано што би можеле да имаме нешто конкретно со апсолутно добра слика е негде периодот таму на средината на февруар, може би и крајот на февруар. Се плашите ли од трета политичка опција или опција која што ќе биде центар, опција која што би можела да се создаде за да биде клучен елемент при формирање можеби на некоја идна влада? Со оглед на тоа што се уште нема мерења конкретни барем во јавноста и анкети, верувам ќе се направат можеби во новата година повеќе анкети во однос на рейтинзите на партиите, меѓутоа чувството е дека можеби некоја трета опција ќе биде клучна за формирање на влада. Јас не знам кој го има тоа чувство од каде е. Јас од се она што во овие 2 години особено имав прилика да го видам, особено во се она што го гледам во овој изминат период кога го правиме ова, апсолутно не гледам никаква причина за било каква загриженост во однос на овој дел. Вие бевте многу убедени и на претседателските избори дека ќе победите. Бевте многу убедени дека после првиот круг ќе успеете да донесете победа на вашиот кандидат, меѓутоа тоа не се случи. Факт е и дека во Скопје, каде што се очекуваше дека владеачката коалиција ќе има подобар резултат во вториот круг, не беше тоа. Значи, факт е дека ВМРО полета, да речеме, со првиот круг, за да потоа не се направи тоа. Сега веќе не може, немојте да зборуваме во однос на неправилности и слично, изборите се регуларни, завршија и слично. Реална проценка кај вас ке се бара. Вие сте генерален секретар, вие сте главен на изборниот штаб. ВМРО ДПМН го победи СДСМ на претседателските избори. ВМРО ДПМН не победи со својот кандидат, поради тоа што она што пред малце го кажавме дека буквално нема да направиме ништо што ќе биде на штета на македонските граѓани и на државата. И не влеговме буквално во никакви преговарања, договарања, како што се случи за изборите. Ние победивме во повеќе од 50 општини во Република Македонија. Ама и тогаш бевте претседател изборен штаб, не чувствувате одговорност од кога нема да го испорачате тоа што сте верувале дека може да го испорачате? Секако дека чувствувам одговорност, секако дека секогаш кога влегуваш во било каков надпревар, бидејќи на крај ова е надпревар, дека секогаш сакате да победите. Меѓутоа има нешто што можете да го направите, кај што треба да си ги почитувате принципите и вредностите, истото да не го направите. Тоа исто како да влезете на фудбалска такмица, однапред договорена или договорено меѓувреме, вие да се борите да победите. Секако некој друг ви е виновен, не вие да речеме. Јас не велам дека некој друг ми е виновен. Значи ВМРО ДПМН можеше исто така да седни да се пазари за да ги добие гласовите на албанците кои што ги доби Стево Пендаровски. ВМРО ДПМН кажа дека тоа нема да го направи. И покрај тоа ние ги победивме СДСМ и текако во повеќе од 50 општини. Колку гласови очекувате на овие избори? Па видете, прерано е мислам да се зборува за реални бројки од причина што ќе зависи многу од излезноста.
Она што го гледам во анкетиве кои што и мерењата на рейтинзи ги правиме во овој период е дека за неколку процентни поени во последните неколку месеци се зголемува интересот кај луѓето, односно се зголемува потенцијалот за излезност, за зголемување на излезност. Така да ќе зависи од тоа пред. Да, факт е дека како што стоја сега работите, излезноста не ветува многу. Па не се согласувам тука со вас, бидејќи може да бидат избори со најмала излезност. Во овие да почекаме да видиме прерано. Во овие неколку месеци, за ако не се лажам, негде просек околу 2 или 3% е зголемена излезност, односно интересот кај граѓаните да излезат на избори. Од кои избори велите? Од претседателските или како компарирате, како гледате? Ги споредувам рейтинзите, пример оние кои што сме ги имале, да кажеме, во септември или во август, тој период, со ова што сега го добива. Дали тие рейтинзи покажуваат и водство на вашата партија, со оглед на тоа што се ваши партиски рейтинзи, тие по дефолт секогаш кажуваат дека вашата партија е прва, што не е баш реално така да се размислува. Вака ќе ви кажам дека дури и на анкетите кои што си ги имаат СДСМ внутрипартиските ВМРО-ДПМ не води. Колку Еве има една од пред нецели 2-3 недели, неколку пати во дебатни емисии ги прозивав да ја коментираат таа анкета, меѓутоа вешто или нека ценат гледачите го избегнуваа одговорот на прашањето. Колку како претседател на изборен штаб на вистина е битно да бидете реален и дали на лидерот би му кажале не е така, значи ме разбирате, тоа партиското Мислам дека ќе имате прилика во следниот период да гостува претседателот на партијата, така да веројатно би било подобро од него да го слушнете одговорот на прашањето. Секогаш, секаде, во било која прилика, 15 години имам, повеќе од 15 години работно искуство, со било кого сум го кажувал тоа што го мислам и црсто стојам на тоа. Ова ве прашам како претседател на изборен штаб, очигледно ако не тргне работата на добро, вие требало да ви се кажувате ли добрите. Во која друга прилика сум го правил истото и не гледам причина зошто сега да постапувам, на крај на ден не можеш нешто да скриеш. И на крај на ден ќе ти се врати како бумеранг. Ви благодарам што бевте на ова интервју во топ тема. Има време до избори, верувам дека повторно ќе се видиме и како што реков се надевам на една дебата помеѓу претседателите на изборните штабови и генерални секретари. Секогаш кога и да треба да не поканите, јас стојам на располагање, дали е тоа интервју, дебата. Благодарам многу уште еднаш. Останете со програмата на Телма, имете пријатна вечер.